Почитувани, откако СДС ја презеде власта во Република Македонија, домашната економија е во постојан пат. Секојдневните милионски задолжувања, расфрлањето со државните хартии од вредност и игнорантскиот однос кон странските инвеститори го земаат данокот. Ако само во првите 5 месеци од 2017 година владата на ВМРО ДПМН во тешки политички околности успеа да донесе 7 инвестиции, кои ќе отворат 4400 работни места, сега оваа расипничка влада на СДС е на пат да ги избрка сите потенцијални инвеститори и да ги обесхрабри постоечките во понатамошно инвестирање и отварање на нови работни места. Она што успеа да го постигне ВМРО ДПМН, што значеше илјадници нови работни места на целата територија на Република Македонија и леп за исто толку семејства, неспособната влада на СДС е на пат да го сруши. Во изминатите години странските инвестиции беа двигател на македонската економија, стимул за домашните компании и главна причина за растот на бруто домашниот производ и извозот. За неполни 100 дена, откако СДС е на власт, таа се откажа од 60 странски компании и 25.000 потенцијални работни места. Со сите овие компании изгубен е секаков контакт, а претходно владиниот тим на ВМРО ДПМН водел интензивни преговори. Јавното објавување на договорите со странските инвеститори, кои патем се во согласност со закон прифатен и одобрен како таков од Европската комисија, ќе значи одвлекување на голем број потенцијални инвеститори кои ја препознаа поволната бизнис клима во нашата држава. И не само тоа. Ваквата одлука на владата на СДС ќе ги одвлече постоечките инвеститори во проширување на нивните производствени капацитети. А во најлош случај, тоа може да значи клуч на нивните погони и нивно заминување од Република Македонија. Веќе во вчерашниот ден, 3 големи мултинационални компании го најавија своето повлекување од Македонија и преместување на нивните капацитети во регионот. Ова ќе значи отпуштање на повеќе од 2000 вработени само поради климата на непријателство која води оваа влада. Како прилепчани, не сакаме со оваа одлука во прашање да бидат доведени и повеќе од 1000 вработени во американскиот гигант Гентерм, сместен во технолошко-индустриската зона Алинци во Прилеп. Не сакаме во прашање да биде доведено започнувањето на производство на германската Акомпласт и 150 планирани вработувања во оваа фабрика, како и фабриката на групацијата ВИК, која треба да обезбеди 1000 вработувања. Дали неспособните кадри на СДС на ваков начин од град во подем, Прилеп повторно сакаат да го стават на работ на екзистенцијата и да го вратат во периодот пред 2006 година, кога градот крпеше крај со крај и располагаше со цела армија на невработени лица. Почитувани, циркузот на оваа влада мора да заврши. Ние немаме држава за распродавање и држава која ќе служи само како корист за бизнис интересите на луѓето од СДС. На 15 октомври, вие граѓаните ќе го зададете првиот удар на оваа ненародна власт. На 15 октомври, вие граѓаните сте на потек да пресудите во која насока треба да се движи државата. Ви благодарам.